вклучување на лице место ќе говориме за фестивалот за европска литература Букстар, која годинава го одбележува своето 11-то издание и започнува да се одржува денеска па се до 2 октомври. Имено овој фестивал ќе се одржува во културно-информативниот центар во Скопје, каде што и се наоѓаме токму утринава на лице место, но исто така ќе се одржува и на неколку други локации во идните денови. Овој фестивал се одржува под слоганот за писателските работи, инспириран од делото на Крсте Мисирков. Повеќе детали во однос на овој фестивал во продолжение слушаме од мојот денешен гостин, господин Жарко Којунџински. Да му посакаме добро утро. Добро утро на сите талмаџи. На самиот почеток напоменав и во самата најава дека станува збор за 11-тото издание, па ќе ве прашам од ваши лични впечатоци од првото издание, па се досега како го гледате самиот развој на овој фестивал? Па да, растевме, тоа е евидентно, и во рамки на број на содржини што ги нудиме, и во рамки на квалитет на програма што веруваме дека ја понудуваме за читателите. Ако на почеток почнавме со двајца, тројца, пред се македонски автори, со неколку програмски содржини, низ овие 11 години се обидовме секоја година некој новитет да внесеме, да го зголемиме обемот на гости, да ја зголемиме ексклузивноста на настаните која што ќе ја понудиме за Скопје и за Македонија, и мислам дека дојдовме до еден облик кој што навистина не радува и нас, а и граѓаните на Скопје. Жалам што еве странците ќе видат малце дожливо време, нетипично за овој период од годината, бидејќи најчесто кога е Букстар се уште е на долго лето, но верувам дека сето тоа ќе биде предизвик повеќе, па да влеземе внатре, да ги наполниме, да го наполниме аудиториумот со публика, бидејќи сите овие македонски и странски гости кои што ни доаѓаат, што ќе бидат дел од програмата, се желни да ги запознаат своите читатели и да се сретнат одблиску со скопјани. Напоменав исто така во самата најава за слоганот на ова 11-то издание. Каква порака сакате да испратите со самиот слоган? Пораката е многу слојна. Пред се сакаме да позборуваме за тоа што сите овие писатели ги мачи и ги радува од една страна, од друга страна ги радува, нели? Така што тоа е проблемите и предизвиците од една страна со кои што се соочуваат во рамки на своето пишување, темите кои што ги обработуваат, животот дали може да се живее од пишување или не може, а од друга страна сето она што ги радува, нели? Бројот на продадени примероци, средбата со публиката и така натаму. Вториот слој што сакавме да го фатиме, тоа е сите гледаат дека тоа е варијација на насловот за македонските работи од Крсте Мисирков, што вие можно умешно на почетокот го спомнавте како една од поентите на фестивалот, а тоа е да позборуваме во годината пред годината кога се обележуваат 100 години од раѓањето на Крсте Мисирков, за храброста на авторите, на писателите, секогаш да бидат пред времето, да говорат за општествените аномалии, да ги искажат нештата што можеби не им е дадено буквално на сите луѓе, иако денес, нели, секој од нас има моќна алатка во џебот, тоа е мобилниот телефон или дома компјутерот, и може да зборува преку социјалните медиуми за некои работи, но кога писателите, авторите што имаат свое педигре и зад себе голема кариера, говорат за нештата, секогаш ги представуваат на некој свој уметнички начин, така што моќта што ја имал и храброста што имал Крсте Мисирков пред 120 години да зборува за нешто што и денес некои од нас немаат храброст да зборува, ни беше инспирација да покажеме кон авторите, кон писателите, кон творците дека се луѓе кои што може да бидат пред времето и може да отворат општествени горливи прашања што секако нашиот фестивал секоја година на еден или друг начин гледа да ги тематизира. Официјално самото отварање на овој фестивал ќе се одржи токму овде во културно-информативниот центар во Скопје, но се споменува дека ќе се одржува и на други локации. На кои се локации ќе може да се види овој фестивал и каква всушност програма подготвивте за ова 11-то издание? Би кажал дека почнуваме тука, како што нели веќе спомнавме, во културно-информативниот центар од вечерва од 19:30 часот. Сите настани се отворени и бесплатни за публиката, се обидовме да ги направиме достапни. Тука сме денес, сутре и задутре, значи целите 3 дена во попладневните часови од 18 до 21-22, зависи колку ќе бидат инспирирани гостите и публиката. Ќе главиме овде, додека предпоследниот ден на 1 октомври имаме читање
тоа е традиционално читање на сите странски гости и избор на македонски писатели кои што таа година се поактуелни во библиотеката Браќа Миладиновци во 12 часот. Обично го правевме лани надвор на отворено, меѓутоа оваа година поради временските околности и она што се најавува дека ќе ни се случува, ќе бидеме внатре и последниот ден веќе сме целосно надвор од овој простор, ќе бидеме во Рамстор мол, каде што ќе ни гостува Ахмет Тюмит, еден од најголемите турски и европски автори на крими трилери, и потоа одиме во Филолошкиот факултет Блаже Конески, каде што ќе се доделува веќе по четврти пат традиционалната награда Драги за најдобар превод од кој било странски јазик на македонски јазик. И секако во вечерните часови заокружуваме во Буква, во кафулето Буква, со една многу интересна содржина, тоа е Правда за кратката проза. Ја направивме токму ова програмска единица, бидејќи многу е романот во фокус, сите читаат само романи, расказот е во некој заден план и сакавме малку да му обратиме внимание и на расказот како форма. Пред самиот крај напоменавте за присуството на турскиот автор, потука ќе ве прашам кои се други учесници ќе бидат токму дел од овој фестивал од странство, па и домашни автори. Од странство ни доаѓа и Серај Шахинер, исто од Турција, авторка на Антабус, еден многу популарен роман меѓу македонските читатели. Неодамна излезе и книгата Знам планина што ме чека од Шоле Резезаде, авторка дводомна, припаѓа на две култури, и на Иран и на Холандија. Таа ни доаѓа исто утре на програмата од 18:30, чинам дека беше овде. Потоа ги имаме чешките автори Онџеј Штиндл и Петра Клабухова. И имаме еден автор од Австрија, Мајнхард Раухенштајнер. Од домашните автори денеска отвараме со добитникот, првиот македонски добитник на наградата Букстар за 2025 година, Блаже Миневски. Потоа ги имаме македонските класици Оливера Ќорвезировска, Ермислав Азановски, Александар Прокопиев. Утре имаме една помалада гарда на автори, така што се на се навистина еден преубав избор на македонски и странски автори, 20 на број. Ги има во голем број на вистина. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можноста да говориме и за 11-тото издание на Букстар. Благодарам и на вашата и на можноста да разговараме со вас, веќе со години растеме заедно. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите информации беа од интерес, поготово за сите љубители на уметност и на културата. Говоревме за 11-тото издание на фестивалот Букстар, кој што започнува, односно се отвара официјално денеска, токму овде каде што се наоѓаме во културно-информативниот центар после 19 часот.